Македонската економија расте, невработеноста се намалува. Последните податоци од Државниот завод за статистика обелоденуваат позитивни трендови во сите дејности. Она што охрабрува е што бруто домашниот производ во вториот квартал годинава е зголемен за 3,4% во однос на истиот период во 2024 година. Дополнително невработеноста е намалена и сега изнесува 11,5%, што е за 1% помалку во однос на истиот квартал лани. Во споредба со вториот квартал од 2024 година, денес имаме околу 10.000 нови вработени и над 7.000 помалку невработени. Тоа се илјадници семејства со поголема сигурност и иднина. Премиерот Мицковски, повикувајќи се на најновите податоци за пазарот на труд, вели дека политиките на власта ја стабилизираат економијата. Потенцира дека бројките го потврдуваат она за кое владата се залага: стабилна економија која оди напред, повеќе работа за граѓаните и раст на трговската размена. Добра вест е и надворешната трговија. Во јули извозот порасна за 4,69%, додека увозот за 4,35%. Во периодот јануари-јули извозот е зголемен за 5,41%, а увозот за 4,83%. Дополнително вкупната трговска размена во делот на увозот во првите 7 месеци е поголема за 5,07% во однос на истиот период минатата година. Мицковски нагласува дека Македонија економски се развива преку одговорни политики во услови кога опозицијата, како што вели, шири црнила и се надева на неуспех. Додека тие блокираат и кочат, ние градиме и носиме подобар стандард за секое семејство. Македонија оди напред, со повеќе работни места, посилен извоз и стабилна економија. Ова е времето на работа, резултати и развој, порача Мицковски.